Чест ми е што сум носител на кандидатската листа за советници на општина Ѓорче Петров и што ќе бидам дел од тимот на Александар Стојковски, кој ќе реализира најобемната програма досега во историјата на општина Ѓорче Петров, со која што се нудат над 200 суштински проекти со кои што во суштина ќе се смени квалитетот на живот на граѓаните на општина Ѓорче Петров. После реализацијата на оваа програма, веќе нема да може во предизборната кампања да се манипулира со инфраструктурните проекти кои што се во суштина должност секојдневна на општината. Еден од најголемите проекти е Ѓорче без кал, каде што нема да остане ниту една улица со кал во Ѓорче Петров, подобрување комплетно на инфраструктурата и веќе со оваа програма ќе се нуди еден степен повеќе во квалитетот на живот на граѓаните, односно ќе се направат неколку паркови во сите урбани заедници и ќе се направи централниот парк во Ѓорче Петров, еден од најубавите кои што ќе ги има градот Скопје. Голем акцент се дава на животната средина со проектот за чистење на дивите депонии кои што во изминатиот период монструозно пораснаа заради негрижата на локалната самоуправа. Меѓутоа, она што како лекар јас можам да го кажам сигурно дека со ингеренциите кои што ги има општината ќе влијаеме на подобрување на здравието на граѓаните на Ѓорче Петров, исто така пред се со подобрување во достапноста и пристапноста на здравствени услуги кои што сме должни да им ги дадеме на граѓаните. Можам да кажам дека во изминатиот период, како и за се друго, времето беше потрошено и не беше реализирано ништо. Мислам, пример еден е очебијане амбулантата во Дексион, каде што кога дојдоа на власт во 2017 година оваа локална самоуправа, имаше готов проект изработен, кој што можеше веднаш да почне да се гради и сега граѓаните на Дексион да имаат пристоен, достоинствен објект каде што ќе бидат сместени примарната здравствена заштита и превентива во тој дел на градот. Она што се случи, беше 4 години не се мрдна, со прст на една шајка не се закова и сега, пред кампањата, видовме дека се сруши објектот. Во моментов граѓаните се без никаква здравствена услуга од своите матични доктори, затоа што објектот е срушен. Има едно градилиште само каде што требаше да се донесе, нели, една од модуларните болници за чии што квалитети е друга тема, не би сакала да зборам сега, меѓутоа граѓаните останаа без она што им беше ветено. Можам да ветам дека Александар Стојковски и ВМРО ДПМН, програмата која што ќе ја нудат, ќе биде 100% реализирана и дека животот на граѓаните во Ѓорче Петров ќе биде квалитетно подобар.